Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. И денес, наместо за избор на нова влада, затоа што ова судството ни го падна на колена, дебатираме за избор на уставен судија заради истечениот мандат на претходниот. Истакнатите правници, покажани и докажани во својата област, а предложени од страна на опозицијата, секако не се земаат во предвид и добиваме само еден предлог кандидат. Ова се случува во континуитет со оваа власт која однапред знае кој е тој што ќе ги штити нивните криминали. Во случајов станува збор за професор Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, за која пак како пратеничка група моравме да реагираме за да ја добиеме честа да имаме увид во официјалните материјали. Како тргнала власта, доволно е да знаеме дека била член на Социјалдемократскиот сојуз, па нема потреба од биографија. А партизиран уставен судија е нешто сосема спротивно од начелата за судско поведение, каде што е наведено начелото независност. Токму затоа, процентот на доверба во судството е беден 1%, а милиарди фрливте во правосудството за да го расцутите како пупка. Но наместо тоа, одамна ја погребавте правдата во Македонија. Почнавте да го расцутувате судството уште со изборот на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал. Па следуваше оставката од председателката на Судскиот совет, која си замина со зборовите да ве потсетам, односно со сведоштвото дека во Македонија владее бизнис судска елита. Па доживеавме уште поскандалозен наследник на Црвенковска, уште еден од многуте партиски активисти на Социјалдемократскиот сојуз, на кои им се може од приправник да се вивнат на позиција да оценуваат, именуваат и разрешуваат судии без ниту еден ден стаж. Да не го спомнувам и начинот на положен правосуден испит без завршено соодветно образование, после кој на виделина излегоа над 400 такви случаи и да не спомнувам колку вакви правници се денес на функција во правосудството. Академијата за судии и јавни обвинители невиден башибузук. Однапред се знае чие функционерско дете се запишало, кога ќе заврши и како ќе се смести во урнисаниот правосуден систем. И ваквите некадарни кадри, подобни наместо способни, наместо да се борат против корупцијата, имаме нула напредок во оваа насока. Ама како да се бори против корупција власт која е извор на коруптивни сделки? Изборот на уставен судија со мандат од 9 години, кој по дефиниција мора да биде заштитник на уставноста и законитоста, колеги, е сериозна работа. Имаме многу важна тема, која е всушност универзална, затоа што, освен што е фокусирана на Уставниот суд, истовремено се однесува и на судиите и на судовите воопшто. Уставниот суд никогаш и никако не смее да заборави дека чуварите на Уставот мораат да одлучуваат по мерка на Уставот, а не по мерка на политиките и минливите политичари. Да бевте позаинтересирани, одовде сигурно ќе произлезеа нови идеи и нови теми за дискусија по однос на функционалноста или многу поточно и посоодветно кажано нефункционалноста на Уставниот суд на Република Македонија. Но, што е, тука е. Ке издржиме уште малце. Го претрупавте народниот правобранител со представки и поплаки од судството. 3000 граѓани се пожалиле и око не ви трепнува. Странските фактори во државава се крајно разочарани од ова што се случува, а и извештајот од Европската комисија кажува дека никогаш не било полошо. Затоа сме песимисти дека и денешниот избор на професорката Дабовиќ апсолутно ништо нема да промени за да се подобрат нештата. За да се подобрат нештата, мора да се промени власта. Не можете и не смеете
правосудството да го користите како алатка за заштита на криминалот и уште помалку за притисоци врз ВМРО-ДПМН. Вие сте свесни дека колку пониско удирате, толку повеќе ви паѓа рейтингот и толку побрзо ви се ближи крајот, затоа што народот заслужува неселективна борба против криминалот и корупцијата. Веќе кај народот не ви поминуваат обидите за дефокус. Судството и обвинителството мора да се ослободат од партиските стеги за да се фокусираат на правда за граѓаните, а одговорност за криминалците. И не, колеги, не само ВМРО-ДПМН, туку и представници на меѓународната заедница констатираа дека власта е криминална и корумпирана, а судството политизирано. Советник во град Скопје, во случајов професор Дабовиќ, предложено од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, не може да биде независен судија колку и да е квалитетно приложеното CV. Затоа владењето на правото и правната држава ги нема и затоа секој граѓанин чувствува правна несигурност и затоа луѓето заминуваат. До каде ќе терате со секојдневното проширување на црната листа на САД? Секој еден судија, почнувајќи од основните судови, завршувајќи со Уставен суд, треба да знае и да се раководи според главните принципи и начелата на добро владење на една држава, а тоа се принципиелност, самостојност, независност, непристрасност, коректност и така натаму. Тоа значи дека судијата треба да ги извршува своите должности без наклонетост, пристрасност или предрасуди. Судијата треба да ја врши својата функција самостојно, според проценката на фактите и во согласност со совесното разбирање на правото, ослободен од било какви нерелевантни влијанија, поттикнувања, притисоци, закани или мешање, директно или индиректно од било кој извор и од било која причина. Судијата треба да е ослободен и од несоодветни врски и влијанија на извршната и законодавната власт. А за правилно функционирање на судиската функција, судијата треба да е и непристрасен, односно да ги извршува своите должности како што налага законот. Дали кандидатите за кои е познато дека се членови на партиите на власт ќе бидат непристрасни, дека нема да бидат наклонети, дека ќе се реални и честни. Праксата на владење на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, за жал, гласно го демантира ова. 6 години сте власт, 6 години судството е целосно партизирано. Дури и вашиот министер јавно призна дека е упропастено судството, а одговорност нема. Колеги, одговорност ќе има за само неколку месеци од денес. Денот, кога ќе дојдат изборите, граѓаните ќе ви покажат како правилно се суди. Ви благодарам.